7 месеци по земјотресите во Охрид, околу 870 семејства чекаат финансиска помош од државата за да ги санираат штетите во домовите. 15 од нив немаат никаде да живеат поради тоа што земјотресот од 3 јули им направил огромни оштетувања од дури 5 степен. Секој ден се надеваат дека властите ќе се сетат на нив, но и по 8 месеци нема ниту денар, ниту пак солидарност. Иако уште во јули се ветуваше дека до крајот на 2017 година ќе има исплата, тоа не се случи. Охриѓани се револтирани од ваквиот однос. Нема никаква помош, сега уште заради ни останав ни горе ни долу. Пријавена е, помина комисијата, као наводно ќе поминала Скопската комисија, од Скопската комисија ни трага ни. Имам големи оштетувања, па и во ходникот, и во собите, купатилото. Све е партали направено. Разочарана, премногу разочарана. Значи, никој не му е гајде на народот како живе, што живе. Тоа е тоа. Ни ми се јави некој, нит пак сум добил некој динар од тоа. Си е подмерив штетата сам. И никако тоа. Кажа дека се одобрени некои средства, али тие средства кај се завршени, што се завршени, никој не знае. Околу 14.000. Само обеќања на хартија се пиши таму, али ништо тоа. Немат, мислам дека нема да се добиет ништо. Од Општинската комисија за проценка на штети информираа дека откако го изготвиле елаборатот, истиот бил доставен до владината комисија уште на 30 август. Од тогаш нема повратен одговор кога конкретно ќе биде исплатена штетата во Охрид, која е во висина од 58 милиони денари или околу 1 милион евра. По закон владата има 1 година да изврши исплата и не ги одминала роковите, но ситуацијата на дел од граѓаните е таква што повеќе не може да се чека. До денес немаме известување од владата дали ќе се обештетат и во кој процент ќе биде обештетување. Има доста граѓани, бидејќи оштетувањето беше од прва, втора, трета, четврта и петта категорија. Ние во проценката на терен беа присутни и представниците, односно професорите од ИЗИС. Има 16 објекти што стварно не се заживеени. Од влада пак вела дека граѓаните ќе добијат пари, а досега кочница било што комисијата одговорна за оваа проблематика е разрешена и во наредниот период ќе треба повторно да се формира, да се назначат нови членови кои ќе треба да ја одобрат исплатата. Зошто толку време се чека за незино повторно формирање и кога конечно ќе биде решен проблемот, конкретен одговор нема.